96 FM. Radio Ravel. Radio Ravel. Radio Ravel. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija Mezanin. Devedeset šest FM. Mezanin. So many times I said that I love them, looking over my shoulder at the dark. So many times I can't live without her. The wheel kept turning round, my feelings changed. I went my own way. What can I say to make you stay? 'Cause in my dream, they smother our love of me, and I'm trying to explain. So many arms from my memories, but all at once I'm lost among the folds in their skin. I did you wrong, but I'm sorry now, and I'll show you how. If you were here now, your man, they sing songs, but they're so ugly now, and I'll show you how. 'Cause I'm ready now. Are you ready now? Yeah, I'm ready now. Are you ready now? Yeah, I'm ready now. Many times I said that I love them, but I'm ready now. So many times I can't live without her. The ache was more than I could bear. It's turning round, but I'm ready now. Are you ready now? Hey, I'm ready now.
Добро вечер и добре дојдовте во новото 118-то издание на, односно 119-то веќе издание на меѓупросторот на Радио Равел, што го носи насловот Мезанин. Инаку ова е нов термин, премиерно среда 22 часот за прв пат вечерва. Само да напоменам дека терминот веќе добро познат 118 емисии наназад во сабота од 20 до 22 го задржуваме, меѓутоа за репризно издание на оваа емисија. Започнавме со една фантастична тема Can We Start Again, која на некој начин символично го одбележува и повторниот старт на Мезанин, меѓутоа овој пат во нов премиерен термин среда 22 часот, инаку Tindersticks бенд кој е совршен за пишување и компонирање на музика токму во вакви денови како што се случи денес над нашиот град, помалку врнежливо за доловување на некаква си фина меланхолична атмосфера. Океј, вечерва одиме со многу добра музика. На почетокот првите половина час ќе им посветиме многу внимание на албумите на македонските музичари кои од почетокот на оваа година навистина се намножија. Ќе направиме еден малечок пресек на она што Мезанин го интересира од македонската музичка сцена. Сега го тука си редовните рубрики, веќе трета емисија Мезанин вести и Мезанин подкултура, а во вториот дел ексклузивно за прв пат во етерот над Скопје одиме со најновото, односно прво соло остварување на Били Корган екс Smashing Pumpkins. Отприлика тоа би бил лајнапот за вечерва. Останете на оваа фреквенција се до полноќ. Се надевам дека ќе уживате слушајќи музиката која вечерва ќе ви ја презентираме во Мезанин. Океј, одиме на почетокот со првите два македонски бенда, првите два македонски проекта. Се работи за два деби проекта кои се појавија некаде пред летото. Првиот е на Оливер Петков и носи наслов French Radio Reporter. Интересен начин да се издаде еден деби албум, бидејќи ова CD, овој албум излезе во рамките на списанието Маргина. Маргина, списание за ширење и децентрализирање на културата, која во последниве десетина броеви издаде албуми на неколку македонски бендови и музичари. Навистина фина иницијатива на ова списание да се подржи и музичката во наводница алтернативна сцена кај нас. Деби албум на Оливер Петков, од кој ќе чуеме две теми со наслов Pil и Glass of Milk, а веднаш по него и деби албумот на Сецко X Last Expedition. Се работи за проект насловен Мугар Фугар, кој во целост го преслушавме негде пролета, токму кога излезе во рамките на музичката куќа Record Records. Веќе значи го имаме представено овој албум во Мезанин и токму затоа нема ништо повеќе да кажам за Мугар Фугар, бидејќи музиката доволно кажува. Од овој проект ќе ги чуеме темите Vox is Murder и Кругот нама. Одиме со разголување на македонската актуелна музичка сцена. Ги слушаме Оливер Петков и Мугар Фугар. Уживајте.
1, 2, 3. Мезанин.
96 FM. Мезанин. מזנין, מזנין, מזנין.
se bliži pod krugom. Vidljivo nebo, koje do tebe sve mišaš kao ranom tvoj. Miko, minova, večno staje sega i ti možeš da dođeš. I ti sada Кругот на мраа, фантастична тема сместена на деби остварувањето на Мугер Фугер, Сецко and Company стојат зад овој проект, а претходно ги слушнавме, односно го слушнавме и деби проектот на Оливер Петков, насловен French Radio Reporter. Продолжуваме со преслушување на актуелни албуми на македонската музичка сцена, односно албуми издадени токму оваа година. Правиме еден мал пресек, сето она што е интересно 2005 на музички план во нашето обкружување. Продолжуваме со битолчаните 3 Minutes in the Rain, кои оваа година издадоа едно интересно EP, исто така за Рекорд Рекордс, а во меѓувреме упорно и ентузијастички ги снимаат и останатите теми за да го комплетираат нивното прво деби издание, кое го најавија некаде за почетокот на 2006 година. Од овој EP на битолчаните 3 Minutes in the Rain ќе чуеме две теми, бидејќи самото EP содржи 3 теми, ќе ги чуеме Bad Meds Memories и My Bird Doctor, а потоа ќе одиме и со Тиби Трачери, луѓето кои го издадоа нивното трето студиско остварување некаде во март оваа година, насловено Шлагери од Содома. Ќе ги чуеме со темите Lingy D Donkey, Love Me Quick или во поднаслов Before Daddy Catch Us. Океј, одиме што малку со македонска музика пред да стартуваме со новото издание на рубриката Мезанин Вести. И слушаме 3 Minutes in the Rain и Тиби Трачери. FM. Мезанин. Sorry if I failed for you. Resistantly thrown back. Wanna give a license to turn on the switches off. Got no feel for this awkward situation. Sorry if I failed for you. Resistantly thrown back. Wanna give a license to turn on my switches off.
situation. What is wrong up in my head? Sorry if I feel I'm go by. No reason why. Then give a license to turn on the switches on. And I'm go by. No reason why. That thing up in my head is something I don't care anymore. Got no feel for this awkward situation. מזנין. There was a day for my haircut, Spanish around the air was given. It was the night that comes to me in dreams sometimes. And probably look on the lights beyond the neon. But straight up the middle was the work time of my birth doctor. Happiness. Surrounded with breast in a stormy panic around my brain of conflict. It was the sound that arrives to me in sleep sometimes. And probably look on the lights beyond the neon. But straight up the middle were the loudspeakers of my birth doctor. Happiness, Britney Spears, da da da. That was all I needed then. Neighborhood, butterflies, lollipops,
96 FM. Mezanin. Eden, dva, tri. Mezanin.
מזנין, מזנין, מזנין. Love Me Quick Before Daddy Catches, тема која го затвора последниот трет поред албум на TV Трачери Шлагери од Содома. Инаку генерално сиот овој блок во кој слушавме македонска музика, ми се чини дека на најдобар начин ве убеди дека оваа 2005 година имаме навистина квалитетни изданија на македонската музичка сцена како никогаш досега. Ги слушнавме Оливер Петков, потоа Мугер Фугер, 3 Minutes in the Rain, TV Трачери на крајот и само да споменам дека пропуштивме еден фантастичен проект на бендот Дените Чува. Проект кој вечерва намерно го испуштив да чуеме нешто од него, бидејќи се надевам дека во некоја од следните емисии момците од Дените Чува ќе ги имаме во живо, во Мезанин, во новиот термин, среда 22 часот, премиерно на 96 FM. Океј, одиме со новата рубрика од оваа трета сезона поред, насловена Мезанин Вести. Мезанин Вести. Вообичаено во Мезанин Вести ви известуваме за сето она што изминатата недела беше интересно на музички план во светот, па така и за вечерва имаме 3 интересни вести поврзани со некои од музичарите кои сакаме и милуваме да ги третираме во Мезанин на Радио Равел. Првата вест за вечерва е за еден од најголемите ланци на музички продавници во Канада, ХМВ, која го повлече од продажба комплетниот каталог на изданијата на Боб Дилан како знак на на потегот на музичарот кој ексклузивното право на својот најнов албум го продаде на Starbucks компанијата. На Боб Дилан Live at the Gaslight 1962 се собрани теми кои Дилан ги изведуваше во култниот њујоршки клуб, а албумот се продава само во Старбаковите продавници во САД и во Канада. Ова парче музика останатите продавачи ќе можат да го продаваат дури по 18 месеци. Токму затоа ХМВ се налутија на легендата и го повлекува неговиот каталог, а слична работа им се случи и лани со Аланис Морисет. И што волку фрка околу оваа информација? Па тајмингот на повлекувањето на продажбата на Дилановите изданија е многу непријатен, затоа што набргу во кината пристигнува документарецот на Мартин Скорсиз за животот на Боб Дилан, насловен No Direction Home Bob Dylan. Океј, како надоврзување на оваа информација, одиме со легендарната тема на легендарниот музичар Subterranean Homesick Blues. Ова е Боб Дилан. Basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Легендарниот кантавтор Боб Дилан со темата Subterranean Homesick Blues. Скокаме на втората мезанин вест за вечерва. Легендарните панкери кои го сменија светот The Sex Pistols се меѓу новите имиња сместени во Walk of Fame, халата на славните во Лондон. Во недела во Covent Garden околу 100 нови славни имиња ќе станат дел од авенијата на славните на церемонијата која ќе ја водат Крис Тарант и Кейт Торнтон. Освен пиштолите, меѓу другите се имињата на Боб Гелдов, Сер Маккелен и Лоренс Оливие, Майкл Палин од Монти Пајтоновците и редица други. Им ја честитаме лагодната позиција која ја заземаа бунтовниците Sex Pistols со темата God Save the Queen. Еден, два, три. Мезанин. God save the Queen, the fascist regime that made you a moron, potential hate bomb. God save the Queen, she ain't no human being. There is no future in England's dreaming. Don't it go, what you want, and it's only what you need. There's no future, no future, no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We're ever Queen, God saves. God save the Queen, 'cause tourists are money, and our figurehead is not what she seems. Oh, God save victory, God save your mad parade. Oh Lord God, have mercy, all crimes are paid. Oh, when there's no future, they can never see it. Where the power's in the just fear, where the poison in a human machine, where the future, your future. God save the Queen, we mean it, man. We love our Queen, God saves. God save the Queen, we mean it, man. There is no future in England's dreaming. No future, no future, no future for you. No future, no future, Легендарните панкери Sex Pistols веќе длабоко етаблирани во поп културата на Британија во вечерашниот мезанин број 119 и полека дојдовме до третата мезанин вест за оваа недела, која гласи вака: новиот албум на Франц Фердинанд, You Could Have It So Much Better with Franz Ferdinand, излегува на 3 октомври, а месец и пол по тој настан ќе излезе и двојно DVD. Материјалот на DVD-то ќе биде фокусиран на нивниот истоимен деби албум од лани, од кој на првиот диск ќе има нивни настапи на различни концерти, локации и фестивали, додека второто DVD ќе содржи комплетна концертна снимка од настапите во Брикстон Академијата во Лондон и концертот во Сан Франциско. Одиме со Франц Фердинанд, но се уште од првиот деби албум, темата носи наслов Jacqueline. Jacqueline was 17, working on a desk when I, for appeared above a spectacle, forgot that he had wrecked a girl
Sometimes these eyes forget the face they're peering from when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. Бакни го звукот. Мезанин. Слушате 119-тото издание на меѓупросторот на Радио Равел Мезанин. Уште еднаш ќе напоменам, најверојатно стана веќе доседен вечерва, премиерно за прв пат во среда од 22 па се до полноќ, репризно во сабота од 20 до 22. Океј, како што најавив на почетокот вечерва, главно тази издание кое ќе го презентираме последните половина час се работи за соло проектот на Билли Корган и Smashing Pumpkins, насловен The Future Embrace, излезен само пред неколку месеци и токму последните половина час ќе бидат посветени токму на преслушување на повеќето теми од овој проект, но до тога ќе направиме еден мал вовед во сето она што Билли Корган заедно со The Smashing Pumpkins, а подоцна и со неговиот втор проект насловен Звон го правеше изминативиот
првите 15 на години. Од сите големи алтернативни рок бендови во раните 90-ти години, Smashing Pumpkins некако најмалку беа инспирирани од традиционалниот underground рок, инаку Били Корган инсистираше нивниот звук да биде амалгам на прогресивниот рок, на хеви металот, на готик рокот, психоделијата, како и на поп темите, односно поп текстовите со што тој ги потпишуваше. Па така Smashing Pumpkins некако влегува во оној меѓупростор помеѓу Нирвана, да речеме, и Pearl Jam, бендовите од Сиетл кои дефинитивно успеа да се продадат и тоа како на светската музичка сцена, додека Smashing Pumpkins исто така правеа големи стадионски концерти, потпишувајќи и издавајќи за големи лейбли, но останаа сепак во некаков си тесен круг на луѓе кои милуваше да ја слуша нивната музика. Smashing Pumpkins во својата кариера издадоа, ми се чини, 6 албуми и токму вечерва правиме еден мал пресек преку преслушување на 3 теми од нивните албуми. Според мене најдрагиот албум Siamese Dream, од него ќе чуеме фантастичната Disarm, потоа ќе се префрлиме малку подосна на албумот на кој главна носечка тема е Ава Адор, албумот носи наслов Адор, и на крај ќе чуеме една тема која е од нивниот последен албум од 2000 година, кога Smashing Pumpkins дефинитивно се распаднаа. Последниот нивни албум носи наслов Machina The Machines of God, ќе чуеме темата Stand Inside Your Love. Овој блок со вовед во најновото соло остварување на Били Корган ќе го продолжиме и со слушање на 2 теми од неговиот втор проект по Smashing Pumpkins, насловен Звон. Албум кој дефинитивно звучи како пост Smashing Pumpkins, бидејќи сето она што го содржеше Smashing Pumpkins како проект го има токму и на Звон, без разлика што тука не се и неговите пријатели Джеймс Зиха и Дарси. Од Звон проектот ќе ги чуеме темите Settle Down и Declarations of Love. Одиме со Smashing Pumpkins, а потоа и со Звон под покровителство на Били Корган. מזנין.
96 FM Mezanin. FM Mezanin.
Mezzanine, mezzanine, mezzanine. You'll never get out. Darling, can you cry without an aside dream? One impulse, I need you as my way across my life to spend these years, create a new thoughts. For I give you strength and offer my heart. Take these chains and hold them down. For I must down and I will shine in a season of mine. A lyric, a time, a crusade, a line, 1 minute, a friend, a road without end. A lyric, a time, a crusade, a line, 1 minute, a friend, a road without end. A lyric, a time, a crusade, a line, 1 minute, a friend, a road without end. A lyric, a time, a crusade, a line, 1 minute, a friend, a road without end. A road without end. 96 FM. Mezzanine. I believe the love you talk about with me. Is it true? Do I care? Honestly, you can try to wipe the memories aside, but it's you that you erase. 'Cause there's no place that I could be without you. It's too
смешно распеаните Smashing Pumpkins и Звон во Мезанин 119 под покровителство на Били Корган. Сето тоа како вовед во неговиот прв соло проект насловен The Future Embrace, кој ќе го чуеме за некаде 10 минути, затоа што сега одиме со новата редовна рубрика од оваа сезона насловена Мезанин подкултура. Джингл. Мезанин подкултура. Дојдовме и до едукативниот момент во Мезанин 119, рубриката Мезанин подкултура, во која ве информираме за сето она што беше главно во подкултурата во изминатиот век. Значи правиме еден пресек на сите оние интересни личности и настани кои одбележаа алтернативната култура на 20-тиот век. Вообичаено во минатите две емисии одевме со по неколку поими, за вечерва направивме избор да ви го представиме само авангардниот филм, бидејќи нели одиме по абецеден ред. При вечерашното представување на авангардниот филм како делот под културата на 20-тиот век, ќе се задржиме само на американскиот филм, бидејќи неговата алтернативност главно влијаеше на развојот на експерименталниот филм во Европа. Во текот на 50-тите години од минатиот век, во сенка на званичниот американски филм, во зародиш беше независната продукција од Њујорк, наспроти холивудските независни автори кои своите филмови ги снимаа за големите дистрибутери и до известен степен влијаеа на пазарот. Режисерите од источниот брег на почетокот работеа надвор од системот на филмската индустрија. Така се роди Њујоршката школа, инаугурисана со дебитанското остварување Пушка од дрвото на уредникот на филмскиот магазин Film Culture Джонас Мекас. Се работеше за филмска медитација за самоубиството и страф од атомот, работена според една песна на Ален Гинзберг. На Мекас полосна му се придружуваат Сидни Мејерс, Лајонел Рогозин, Џон Касаветис, Ширли Кларк. На почетокот нивните филмови беа некомерцијално прикажувани преку киноклубовите и арт кината во Соединетите Американски држави, пред во 1966 година кон нив да свртат внимание и дистрибутерите. Одредено влијание на американските алтернативци има и европските експериментатори, кои за време на Втората светска војна најдоа за солниште во САД, и тоа автори како Макс Ернст, потоа Фернан Леше, Мен Рей, Марсел Дишан, Ханс Рихтер, Луис Бунјуел. Тие потикна обемна некомерцијална продукција на така наречени абстрактни надреалистички остварувања, како делата на Сидни Питерсон и Джеймс Бротон. На таа европска линија почива и новиот американски филм, чиј медиски простор се огледува во свесното артикулирање и разоткривање на илузијата на филмот. Пример за ова е делото на Брус Конор, кој користи изгребан материјал од старите филмски новости и цртаните филмови. Инаку најпотполн пример за антиилузионистички филм е оној на Стентон Кеј, насловен Георг, работен во синема верите стил. Да се прикаже животот со сите негови поединости, како сиромаштијата, така и богатството, кон тоа тежнееше и Енди Ворхол со своите чисти, немонтирани верзии на спиење, јадење, девојките од Челзи. Спротивно на објективноста на Ворхол е субјективноста на Стен Брекич и Карл Линдер, како и филмот Само во црно и бело на Тони Конрад. Со еден збор, сите овие автори тежнеа кон ослободување на окото, во наводници нели, па затоа правеа и една единствена копија од филмот. Неоми Левин, Барбара Рубин, Кен Джекобс и Джек Смит пак директно гребеа или директно сликаа на филмскиот целулоид. И на крај да ги споменеме и видеоарт експериментаторите, како дел од авангардниот филм во 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век, имиња како Намџун Пајк, Петер Кубелка и Џорџ Меси Јунас, кои снимаа филмови во кои ја отфрлаа сликата, затоа што во нив светлината стануваше слика.
Како дел од вечерашнава мезанин подкултура, авангардниот филм во 50-тите, 60-тите и 70-тите години од 20-тиот век, инако фино надоврзување кон сето она што се случува во моментов во Битола во рамките на 26-то издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Неоти таму се прикажуваат авангардни филмови, но изборот за авангардниот филм од абецедата на подкултурата вечерва падна токму на авангардниот филм поради она што е актуелно во моментов во Битола. Океј, бидејќи овој текст, ова представување од мезанин подкултура вечерва го завршивме со авангардните видеоартови, продолжуваме, односно се надополнуваме на оваа рубрика со Таксидо Мун, луѓето кои доаѓаат од Сан Франциско, меѓутоа својот најголем животен музички век го поминаа претежно во Европа. Нивната музика пред се наликува на она што во авангардните филмови го употребуваа филмските режисери, а несомнено познато е и дека Таксидо Мун самите тие, освен музика, правија и авангардни филмови. Токму затоа одиме со две теми од нивниот последен албум издаден минатата година, насловен Cabin in the Sky. Темите носат наслов Misty Blue и Luther Blissett. Ги слушаме Таксидо Мун. Come away with me into the misty blue. We will find paradise, a paradise for two. Where the waves kiss the shore and the dolphins play. We can hide from the crowd down where the palm trees sway. Darling, come with me. Come and take my hand. Hey, what a fall at dawn by the sparkling stream. Kiss the night away. Down on the golden sand. Smiles for you and me. We fly above the waves, above the deep blue sea. Oh, come away with me into the misty blue. We will find paradise, a paradise for two.
Mezzanine, mezzanine. Mezzanine.
Меѓупростор на Радио Равел. Токму така се наоѓате во меѓупросторот на Радио Равел по 119 пат, уште 25 минути до крајот на денешното 119 издание на Мезанин. Конечно простор и повеќе простор за да се посветиме на првиот соло проект на Билли Корган ex Smashing Pumpkins насловен The Future Embrace. Уште на Mary Star of the Sea, албумот од 2003 година, кој го потпиша како Звон, значи вториот проект по Smashing Pumpkins, Билли Корган звучеше среќно, релаксирано и прилично свежо по сето она што му се случуваше во кариерата додека свиреше заедно со Джеймс Иха или Джеймс Сайха и Дарси, како пријателите од Smashing Pumpkins. Инаку, дефинитивно, Smashing Pumpkins својот врв го доживеа 2000 година и после тоа пукна работава, што е вообичаено кога еден бенд од мали гаражи и од мали свирки во мали клубови преминува во голема концертна атракција. Инаку Билли Корган знаеме дека во себе содржи многу артистички елементи, па освен создавање на музика преку регуларните изданија со Smashing Pumpkins и Звон, тој во последно време се посвети и на пишување, односно компонирање музика за филм. Па така знаеме дека негов саундтрак е и музиката од филмот Стигмата, кој излезе некаде токму по распаѓањето на Smashing Pumpkins, но дефинитивно после овој излет тој реши да се врати на музиката и тоа на еден соло проект, бидејќи најверојатно свати дека во меѓувреме за себе остави редица фанови на кои мораше да им понуди нови звуци. Инаку Билли Корган на својот соло албум прв поред насловен The Future Embrace не звучи многу далеко од сето она што го правеше во Smashing Pumpkins, но има забележителна една работа дека тој, барем и според интервјуата што ги даваше по повод неговиот нов албум, дека им се навраќа на звуците уште пред да ги создаде Smashing Pumpkins, на сите оние бендови што ги сакал во почетокот на 80-тите години, кога во тинејџерските денови го оформувал својот музички светоглед. Одиме со три теми од соло албумот на Билли Корган The Future Embrace, а потоа ќе кажем уште збор два за овој албум. Темите кои го отвораат албумот носат наслов All Things Change, потоа Mina Loy и The Camera Eye. All Things Change, меѓутоа не е баш така, сепак Билли Корган е Билли Корган. Одиме.
never show what is worth fighting on for. FM Mezanin. Wounded soul
1, 2, 3. Мезанин. Listen, listen. This is the mark I cannot place. This is the wish I dare not leave. Time uncovers what is keeping still. I am aware move against my will. Simon says, pass on by. Passions wane, stragglers weep. Hunger's fights for the candle I hold. The sound, I'll never let you go. Stay with me for a while I sleep. Mama squeeze, grace my spine. Walk on through the camera. Listen, listen. This the name I cannot speak. This the flame I dare not douse. Yeah, things are. We'll never get that far. Close enough to die a time or two or three. Stretch my skin, restless skies. Maybe turn my heart apart. Deposit change in the camera. Who needs pain to survive? I need pain to change my life. Your gentleness and tiny leaves, we all come to bury true. Honey choose my wet dream. A naked soul just has to breathe. If I bleed, the camera cries. No one doubts the camera eye. Move fast forward to the camera eye. Move fast forward to the camera eye. Camera eye. Camera eye. 96 FM. Мезанин. Шлагот во 119-тото издание на Мезанин го ставивме за последните 20 на минути. Слушаме неколку теми од соло проектот на Били Корган, насловен The Future Embrace, инаку албум излезен во јуни оваа година. Од она што може да се забележи барем од овие три теми што ги слушнавме, дефинитивно е опуштеноста на Били Корган и темите со кои се занимава. Откако се распаднаа Smashing Pumpkins, тој веќе не е оптеретен дека мора да биде голем или славен, туку токму во нив и во својата поезија се навраќа на малите нешта, на реоткривање на себе си после толку години на музичката сцена. Океј, до крајот има уште 10 минути од ова издание на Мезанин. Време да чуем уште две теми од The Future Embrace, инаку албум кој содржи вкупно 12 теми. Pretty Star и Stray се темите кои го затвораат The Future Embrace, тоа ќе бидат и темите кои ќе го затворат вечерашниот Мезанин на Радио Равел. Били Корган. Every
I choose. Lately, while my life is not so many travelers carry past the word. Flowers trick the sun, afraid I'm blinking softly, wishing on your name, wondering who to blame next. Lotus crawling towards the dawn, just the same. Every time I start reaching out to find you, loneliness abounds. Pretty, pretty star, only you remind me that only love can bind. Every time I start, emptiness confounds me, loneliness astounds me. Pretty, pretty star, it's me and you in I choose. There's no hour, tell me I'm in love, make me wonder who you are. Stay, feel what you started, make you're the part of wilting in shade. Can I ask, will you do you know when I am running ready, pretty star? Emptiness surrounds me, loneliness confounds. Pretty, pretty star, only you remind me that only love can find me. 96 FM Mezanin. The gifts I share, the love I kept inside for you. There's no one there but failed soldiers, and there we feel. We shatter lights that won't go out, but goes on. What's farther than? What's farther than the noonday sun? You know I'm true. I wasn't born to follow. You know I'm true. I wasn't born to follow. You are what you are to me. You are what you are to me. I take things down. I play chess from both sides. Now there's no regrets. Just junk sayings. What is the price?
is the price if you won't play? You know I'm true. One more to follow. You know I'm true. One more to follow. You stay with me. You stay with me. When I go, you know I'm true. One more to follow. Yeah, you know I'm true. One more to follow. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. No 96 FM. Mezanin. Фантастична тема Стрес, која го затвара новиот соло албум на Билли Корган, The Future Embrace. Фантастична тема и за затворање на вечерашното издание на Мезанин за прв пат во среда од 22 па се до полноќ. Се надевам дека уживавте претходните 2 часа во сето она што ви го понудивме во оваа емисија. Одевме и со Мезанин вестите, со Мезанин подкултура. Во првиот дел направивме еден мал фин пресек на сето она што оваа година не тангира на музички план на македонската музичка сцена. Како што кажав, се надевам уживавте претходните 2 часа на оваа фреквенција. Се слушаме следната среда исто така од 22. Доколку ја слушате репризата во сабота, доколку сте навикнати да слушате Мезанин во сабота од 20 до 22, ви посакувам пријатна викендашка вечер во нашиот град. Игор Ангелков и Петар В. Георгиевски беа со вас претходните 2 часа. Уште еднаш се слушаме следната среда повторно од 22 во 120-тото издание на Мезанин. Чао, чао.